Почитувани гледачи, еве со едно интересно издание на нашата програма кој што се однесува на еден проект за екологијата. Проектите за екологијата во државава се реализираат многу често, колку се подобруваат нештата, тоа е друго прашање. Но информациите до вас треба да стигнуваат и тоа ќе го сториме во наредните 20 на минути. А поврзано е со проектот Животна средина, демократија и градење на капацитети за Архуската конвенција во регионот Малеш Пијанец, спроведено од регионалниот центар за стапување од Делчево од јуни до декември оваа 2020 година. Целата на проектот е јакнење на капацитетите на граѓанските организации, локалните самоуправи и останатите заинтересирани страни од источниот регион за процесите на креирање политики и донесување одлуки на теми поврзани со животната средина. Класично за насловите на проектите, а суштината ќе ја говориме нешто подоцна. Со мене во студиото ќе бидат двајца наши гости, тоа се Борис Шарковски од Штип, од правниот аспект ќе говориме со него, а подоцна и со Столе Ѓорѓев, инженер за животна средина. Борис, добре дојде во оваа наша емисија, бидејќи ти си правник, меѓутоа и активен во невладиниот сектор. Морам да прашам прво, бидејќи и јас како новинар толку многу не знам за Архуската конвенција, веројатно малку повеќе може да ни кажеш ти и на нас и на гледачите. Да, Архуската конвенција е нешто кое што е најзначаен дел всушност за регулирање на ваквите еколошки прашања. Во моментот кога е донесена во 1998 година, генерален секретар на Обединетите нации Кофи Анан ја нарекува камен темелник на еколошката демократија. Стапува на сила во 2001 година. Тоа се тие детали кои што всушност Архуската конвенција е прифатени од Македонија. Тоа е за нас најважно. Учествуваат 53 страни, не држави, 53 страни од кои едната е Европската унија, значи сите земји во Европска унија учествуваат. Во Архуската конвенција нашата држава исто така има ратификувано и за да не биде затоа што претпоставувам дека понатаму кога ќе одиме во детално колку се исполнуваат врските ќе биде малку понегативно. Позитивно е тоа што нашиот закон за заштита на животна средина во целост ја отсликува Архуската конвенција во законско решение, токму како што и таму е предвидено. Значи се што предвидува конвенцијата, законот за заштита на животна средина го има. Колку се тоа имплементира? Добро, тоа значи дека на некој начин Архуската конвенција може да се каже дека е устав за еколошките прашања и законска рамка каде треба да се движи сето тоа. Значи имплементирано од законски аспект, но дали овде е состојбата таква да имаме нашето народното, како велиме, закон има, ама треба да се почитуваат. Закон има, уште народното вели дека хартија трпи се. Нашиот закон за заштита на животна средина ја имплементира комплетно конвенцијата. Согласно конвенцијата, само накратко, нема многу околу теорија да разговараме, конвенцијата има 3 столба. Првиот столб е дека имате право да добиете информација од јавен карактер и тоа е операционализирано и во овој закон и во закон за барање на информации, слободен пристап до информација од јавен карактер. Вториот столб е дека имате право да учествувате во носењето на одлуки поврзани со животната средина, било да се тоа политики, проекти, развојни програми и законски решенија, и тоа формално кај нас е имплементирано. Кога се носи одреден закон, ви имате право да го коментирате на електронскиот систем, национален систем ЕНЕР. Понатаму е прашање колку е квалитетот на прифаќање на препораките. И третиот столб на Архуската конвенција е дека ако овие првите две права не ви се остварени или не ви се остварени во целост, ви имате право на судска заштита. И тоа дотука е така. Но на терен не баш. Што се однесува до првиот столб, најголем проблем, посебно кога се работи за еколошките прашања, е недоволната и нецелосна информација која што се добива. Кај нас, согласно законот за слободен пристап, најчесто во последно време добивате информации кога ги барате. Роковите некогаш знаат да ги пробијат, некогаш, но најголем проблем е информацијата која што ја добивате најчесто не е она што сте го барале или е нецелосно од она што се го барале. Кај прашањата поврзани со екологија, токму тоа е проблемот. Најчесто не е еден имател на информацијата. Не е само Министерството за животна средина. И оној кој што седи таму во Министерство, кој што е одговорен за да ви ја даде информацијата, треба да собере, да генерира информација од други извори. Тоа многу ретко се прави и тука е всушност првиот проблем. А од тој проблем понатаму произлегуваат и другите. Да, имаше многу разговори околу концептот и примената на законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Подобрена е состојбата токму така во добивањето, меѓутоа изгледа наоѓаат друг начин институциите да избегнат да ги дадат токму тие информации кои што се потребни, па ќе се изморите, подоцна ќе барате. Колку има значење
информацијата како информацијата од јавен карактер токму во поглед на еколошките прашања? Најмногу, всушност информацијата е она од што тргнуваме, за да можеме понатаму да ги користиме и оние права кои што ни ги дава конвенцијата, ние мораме да имаме вистинската информација, а конвенцијата оди и чекор понапред да имаме вистинската информација во вистинско време. Не ви врши работа никаква информација која што се ја добиле една недела по почнување на изградба, да речеме, на некој објект кој што ќе ја загрози животната средина. Затоа точна, навремена, прецизна информација е она која што е основа за користење на правата. За понатаму да се вклучиме, затоа што тоа е вториот столб од конвенцијата, да се вклучиме во носењето на политики, во носењето на некакви одлуки. Кај ова исто така има одредено подобрување. Квантитетот на учество на граѓаните и на невладините организации е задоволителен. И намерно потенцирам квантитет, затоа што носењето на одлуки за сите прашања, па и за еколошките, значи да се вклучите физички, но и да се вклучите квалитативно. Колку од вашите предлози носителите на одлуки ги прифаќаат и ги имплементираат онаму каде што треба. Може ли да се каже дека граѓанските организации работат многу, да, квантитет, рековте, рече доволно, меѓутоа како да се заморуваат од тоа што само декларативно државата, институциите прифаќаат дека добро се работи, примената на она што се прави со сите тие проекти не е на задоволително ниво. Да, всушност недостатокот на граѓанско учество за сите прашања, вклучително и еколошките кои што се многу важни, е токму тоа. Граѓаните се на некој начин разочарани од тоа што учествуваат, ги кажуваат своите ставови, а она што го кажуваат не се спроведува во било каква политика, било да е тоа проект, стратегија, закон, било што, а посебно тоа е случај на локално ниво. На локално ниво, посебно во помалите општини, немате ни квантитет на учество, а камоли пак квалитет. Некој ваш предлог кој што понекогаш знае да биде добар, знае да биде и лош, не е идејата да се прифати се што граѓаните кажуваат. Идејата е да се аргументира зошто не се прифаќа и да се прифати тоа што е добро. Тоа е идејата на граѓанското учество, а не секој кој што ќе каже дека мора да биде прифатено. Носители на многу работи кај нас се граѓанските организации, меѓутоа еве испеѓа дека е важно и граѓаните самите да знаат за Архуската конвенција, да знаат за можностите. Колку знаат граѓаните, дали имате случаи во кои што директно како граѓани ќе бараат правна помош, ќе бараат исправните лавиринти да се изборат со некој еколошки проблем? Досега во нашата работа ниту еднаш. Има примери со некои организации, претежно кои што се базирани во Скопје, Фронт, Екосвест, некои кои што имаат малку по-добар увид во тоа што се случува и имаат дури случаи на судски спорови, благодарение на одредбите од Архуската конвенција, но тоа е малку. За жал и покрај тоа што на прв поглед изгледа дека екологијата е тема која што мора сите да ги интересира затоа што сите не допира. За жал кај нас не е тоа така. Постои сепак една да кажам интересна работа дека еколошките права се нарекуваат права од трета генерација. Првата генерација се основните човекови слободи и права, втора генерација се економски, социјални и културни права, овие се трета генерација. Предпоставувам веројатно дека едно општество треба да созрее, да ги помине првите две генерации за да дојде до третата генерација. Во скандинавските земји има права, човекови права од четврта генерација. Тоа е право на чиста вода за пиење и право на интернет. Значи, можеме да направиме разлика до каде сме ние и затоа од една страна е чудно што еколошките прашања не предизвикуваат таков граѓански активизам како што би се очекувало, а од друга страна можеби и треба да помине некое време да созрее ово општество. Ги видовме примерите во Скопје кога на протести против загадениот воздух излегоа 20 на граѓански активисти и 25 новинари. Толку беше од учество на граѓаните на еден протест, на нешто кое што сите ги засега. Каде е тука проблемот? Затоа што ги засега сите, ќе излезат само малку, имаше посериозни протести околу рудниците во источниот дел на државава, а инаку многу слабо излегуваат. Дали сепак можеби треба да очекуваме многу повеќе институциите да се стават во улога на тие кои што заедно со граѓанските организации ќе ги мотивираат и информираат граѓаните? Имаме впечаток дека постојано на агендата високо е на политичките партии екологијата. И Министерството за животна средина ветува се и се што, но потоа некако се стават во втор план. Доаѓаме до ситуација која ќе дојде
октомври, ноември да говориме за загадувањето во Скопје насекаде, потоа До МОЛ. април, потоа од април потоа МОЛ. не зборуваме веќе, инаку да, институциите се оние кои што треба да го прават тоа, затоа што тие се наши институции, тие се браната од злоупотреби. За жал, многу често тие се оние кои што поттикнуваат и ги прават злоупотребите. Но примерот со родниците во Југоисточниот регион е добар индикативен затоа што покажа дека добра кампања и добра информираност на граѓаните може да ги поттикне. Тука е можеби недостатокот и некогаш и во време и средства и на граѓанските организации кои се занимаваат со овие прашања. Потребна е една кампања која што ќе информира со точни и навремени податоци, кампања која што ќе им покаже на луѓето дека она што се случува е важно. Јас верувам дека кога огромен број на луѓе во државата тешко врзуваат крај со крај, не им е најважно воздухот кој што го дишат, колку и тоа да изгледа чудно. Но... Што е трагично. И е трагично секако, но за жал луѓето се обидуваат некако да преживеат. И многу овие прашања доаѓаат на крај, но родниците покажаа дека добра организираност, добра кампања и соработка со институциите, тоа немаше да успее без институциите да застанат зад луѓето кои што беа против родниците. Токму така, во одреден момент и застана, значи сепак многу е до институциите. За значењето на улогата на граѓаните и видеото на почетокот на емисијата проговори, оно кој што е подготвено преку овој проект за подигнување на јавната свест за Архуската конвенција. Во проектот има и анализа за пристапот до информација и учество на јавноста, Архуска конвенција во микрорегионот Малеш Пијанец, односно општа анализа на моменталните законски процедури за пристап до информации за животна средина, детални извештај, мониторинг и евалуација на јавните политики поврзани со животната средина во микрорегионот Малеш Пијанец на моменталната состојба, и спроведени 4 обемни обуки за јакнење на капацитети за клучни теми за Архуска конвенција. Ова е проект кој што е во таа насока. Сепак, бидејќи потекнуваш од невладиниот сектор долги години си во него, добиваш ли впечаток дека некако и еколошките теми како да полека, но сигурно се жртва на тоа дека се од време на време други теми се наметнуваат на агенда, па родовата еднаквост, па ЛГБТ заедницата, па не знам што веќе не, медиумската писменост, така во одредени периоди, некако на агендата долу дојде екологијата. Да, на агендата дојде долу екологијата од неколку причини. Едно е политиките на донаторите, ова што го зборуваш ти. Така. Тоа е едната работа, а втората работа е колку ние имаме капацитет да абсорбираме фондови кои што се однесуваат на животна средина. Имаше едно истражување, не во рамките на овој, на друг проект, во кој што кај нас екологијата се уште се подразбира како хигиена. Значи, не животна средина, него чистота, јавна чистота. Значи, ние се уште имаме проблем со дефинирање на екологијата. И затоа фондови за вакви поголеми инвестиции има, но кај нас, за жал, капацитет нема. Еве, во правната област имате само двајца адвокати во Македонија кои што се специализирани за еколошки прашања, кои што ја познаваат меѓународната легислатива и домашната легислатива и можат ефективно да ве застапуваат. Тоа покажува дека темата не е атрактивна. Од друга страна, на локално ниво, се тоа што го зборуваме некоја генерална слика, на локално ниво ситуацијата е уште полоша. Локално, можеби во Штип, во Скопје, во Битола имате експерти, луѓе кои што разбираат екологија, но во помалите градови, во руралните средини, тоа е многу тешко. И затоа екологијата некако кај нас доаѓа се подолу и подолу. Нормално, никогаш нема да биде најважна покрај сите политички проблеми кои што ги има, но барем да биде малку повисоко на агендата, затоа што одредени земји екологијата веќе ја сметаат за трансверзално прашање кое што се вметнува во се, и во образование, и во права на малцинства, секаде мора да има екологија. Тоа не е посебна тема, туку тема која што се испреплетува со сите други. Затоа ќе биде интересен следниот дел од нашата емисија во кој што ќе говориме со човек кој што е директно поврзан со прашањата на екологијата и животната средина, доаѓа од локална средина која што е позната и по тоа дека има рудници таму, дека имаше и протести, имаше се и се што, така да продолжуваме со уште поинтересен дел од емисија, верувам, со конкретните проблеми кои што ги има во регионот. Како што реков, продолжуваме во делот кој што, како што кажа Борис Шарковски, навистина во помалите средини ситуацијата е малку поинаква, меѓутоа има и таму луѓе кои што
посветуваат време на проблематиката на животната средина. Столе Георгиев, инженер за животна средина од Радовиш. Добро вечер или добре дошли за тебе, Столе. Добро најдобро. Дали навистина е проблематично во помали средини човек да го крене гласот и да се бори за еколошките прашања? Колку е потешко или полесно? Да, одлично прашање. Зависи за која тема станува збор, да речеме. Кога станува, нели, животната средина е обемна и опфаќа многу области и многу категории. Кога станува за тема која е поврзана, не знам, со, што спомна колегата Шарковски, например, со хигиената. Да. Многу лесно ќе најдете следбеници, ќе поддржат да, значи треба хигиената да биде на поисоко ниво. Меѓутоа, за по-суштествени теми, кои што ги спомнавте, да речеме, претходно рудниците, тука беше многу тешко да се најдат приврзаници, да речеме, на оваа идеја. И имате и доста луѓе кои што живеат и екзистираат од таквите рудници, кои што нормално ќе наидете на отпор. Балансот е тешко да се најде. Балансот е тешко да се најде. Треба да се најде многу напор треба. Многу напор. Вие ако знаеме, нели, во Штипе рударскиот факултет, каде што тука се произведени кадри и кадри, генератски кадри кои што се спремани за да бидат рудари, кои што се спремани за да можат да живеат од тоа, нели, да прават производство, продукција. И сега вие да го спорите целата таа нивна наука, да им кажете дека да, вие сте, да ги посочите со прст, вие сте загадувачите на животната средина, нормално нема да добиете поддршка од никој кога станува збор за такви суптилни теми. Од друга страна и придонесот во економијата е голем, така да балансот на вистина е балансот на вистина е потребен. Нели, едно од главните прашања кога станува збор за, нели, екологија или животна средина и економија. Да. И знаете, тука некаде секогаш е економија против животна средина, а меѓутоа кога станува збор за овие конвенции кои што сите ги спомнавте и новите трендови, екологијата и економијата одат заедно, под рака. Значи, сега се најтрендовски, да речеме, во Европската унија, во цел свет зелена економија која што продуцира зелени работни места, кои што ги заменува овие конвенционални индустријски капацитети и конвенционални. Колку сме ние блиску или далеку до таква ситуација? Па Македонија релативно, да речеме, декларативно се залага за таа работа. Декларативно има доста и се спрема. Сега закон за климатска акција, закон за стратегија за одржив развој усвои Република Македонија, каде што декларативно тие се работи ставено. Како што сме мала држава, да кажам дека мислам дека треба многу мал инпут да се направи за да се премине кон сето тоа. Меѓутоа, за жал, ние, ако погледнеме нашата стратегија за енергетика и стратегијата за енергетски ресурси, ќе видите дека 96%, 97% се базираме на јаглен. Значи, се уште концептот на самата држава и во новата стратегија, новите планови се, концептот е да биде на јаглен. Каде што новите трендови за разлика, да речеме, на Германија негде околу 65% добиваат електрична енергија од обновливи извори на енергија. Да не ја спомнам Норвешка кај што се 90%, меѓутоа таму е друга конфигурација, имат многу водни текови кои што може да ги користат обновливите извори на енергија. Затоа е интересен овој проект кој што го спроведува Регионалниот центар за застапување, бидејќи говори за пристапот до јавни информации. Колку граѓаните на вистина знаат за сето тоа, колку на вистина знаат, колку можеме да допреме до нивната свест со многу повеќе информации за тоа дека подобро би било да ги искористат кога ќе има или акција клими за да ги вратат шпорињата на дрва или слично. Да. Колку е битна информацијата во ваков дел? Сметате ли дека доволно се прави? Прво, една од основните работи, пристапот до информации, барањето информации од самите граѓани, го отсликува нивото, нели, на состојбата со животната средина, а директно е поврзано со економскиот развој и економската благосостојба на граѓаните. Ако погледнете светско ниво, најзагадени држави, кај што имаат проблеми со животната средина, се најсиромашните држави. Тоа нашто ниво на степен на развој на нашата држава ќе ви каже колку е посиромашен, толку повеќе има потреба, нели, од животна средина. Не е случајно во претходниот дел спомнавте дека ова не е на врв од животната средина на приоритети на размислување. Иако животната средина е основата, значи ако има здрава животна средина, има и здрав живот. Меѓутоа не е во концептот на размислување дека е прво. Прво треба се задоволат основните потреби. Ќе спомнеме закон, ова речи го за загадувањето на воздухот. Сите знаат дека, нели, не е добро да се спалува отпад и да се користи за грејење. Меѓутоа, но оние кои што се најсиромашната, најранливата група, како ќе им го докажете тоа? Тој им речи се единствен избор. Тоа им сеедно име. Име сеедно. Нив првото физиолошка потреба да се згреат. Па без разлика дали гореле гуми, дали гореле улје. Не размислуваат, само да најдат нешто, било што. Нема концепт да се размислува. Спомнавте Шведска.
Нормално, благосостојбата кај швеѓаните на шведското население, нормално дека ќе имат повисоки приоритети за ремеслување. Пристапот до информации кога зборевме. Прво, кога ќе погледнеме законската обврска, а и тоа и Архуската конвенција го збори, има информации кои што институциите задолжително треба да ги достават на увид на јавноста без да ги бара некој. Така. И тие се строго дефинирани, ги опишани се во Архуската конвенција кои се тие, а поготово во Законот за животна средина се дефинирани. Ние сме подписници, а тоа не сум слушнал да се прави без да бара некој. Македонија е потписник од 99 година, меѓу првите имат ратификувано Архуската конвенција. Значи 98 е донесена во Архус, во градот Архус во Данска, 99 Македонија во собранието е ратификува под трендовски, да, ние сме за животна средина, и од тогаш имаше неколку налети, на неколку бранови, да речам, се спроведува одредени кампањи за одредени поглави од Архуската конвенција. Сега, капацитетот, еден од проблемите е кај што државните институции, освен Министерството за животна средина, кој што е ресорно и надлежно министерство за проблеми со животна средина, Архуската конвенција и Законот за животна средина дава надлежности и на другите институции да ги објавуваат информации за животна средина, но тоа не е така. Освен Министерството, другите не ни преципираат темата животна средина, да речеме, кога станува збор. Потоа имаме по хиерархија, тоа е децентрализацијата. Различен е капацитетот на различните, на општините, за да може да ги спроведуваат обврските кои што произлегуваат од пакетот на закони за животна средина на локално ниво. Јас ќе ви кажам, ние моментално спроведуваме исто проект за национална платформа за деинтегрирани еколошки дозволи, кои се типично надлежност на општините и се издаваат за оператори инсталации кои што оперираат на територијата на одредена општина со одреден капацитет. Јас ќе ви кажам дека некаде околу 60% само од општините имаат капацитет, човечки ресурси за да го спроведат тоа. Имаат некаде околу 60 едва имаат човек кој што е задолжен за прашање на животна средина. Мали општини, рурални, немаат ни човек задолжен за прашање на животна средина. Таму се 6, 7, 8 луѓе вработени кои што поправа да фати да. Јас ќе ви кажам дека знам за примери кај што градоначалници не може да ги натераат комуналните инспектори да работат, да излезат на терен. Така да зашто зговориме ние овде? Интерни внатри кај што да речеме конфликти да речеме внатрешни кои што се и законски конфликти. Еден со друг закон се во конфликт. И се прогласуваат сите за ненадлежни од такви ситуации. Ќе ја префрлат топката од еден на друг до комуналното предпријатие, не е до комуналното до општината, не е до општината до министерството. Проблемите остануваат. И проблемите остануваат, така и се натрупуваат. Колку е битен во ваква ситуација граѓанскиот активизам? Вие сте граѓански активисти, исто колку е битен и колку може да придонесе на вистина во корелација со проекти како што се прават со донатори кои што се обидуваат да ни помогнат? Граѓанскиот активизам, јас ќе ви кажам дека духот на граѓанскиот активизам во последните години е спласнат. Спласнат е, можеби, пак ќе кажам, тоа е налетот, транзицијата го направи можеби своето во самата држава, во неколку налети, ако погледнеме 30 години наназад од осамостојувањето на Република Македонија, ќе видите дека имаше во неколку налети, се правеа неколку акции, излезе тоа првите еколошки здруженија, еколошки друштва кои што се регистрираа скоро да немаше град во кој нема еколошко друштво и се пробанели тиаковите капацитети, ентузијастите од тоа време, да речеме, остареа или станаа возрастни, помладукот не беше заинтересиран за таквите теми, па потоа дојдеа нови други организации кои што се директно врзани со донатори, кои што се проектно ориентирани и фигурираат одредени теми и ги поврзуваат само со проекти. Мораат, затоа што тоа обстојуваат, бидејќи нема предвидено средства за постојано одржување на капацитет на финансиската одржливост на здруженијата. Сите се паркираат од проект на проект, се префрлат од тема на тема. И затоа немаме конзистентност кај граѓанскиот сектор кога станува збор за теми од животната средина. За среќа јас ќе ви кажам дека ја додека почнав по студии, нашите студии кои почна инженерство животна средина, тоа негде 95 година, тоа беше пионерски студии, кај што првите не знае ни што треба да биде темата на работа за таквите студенти и таквиот профил на инженери. За среќа се произведува такви инженери неколку генерации. Темата почна веќе тогаш, ниво образованието не се спомнуваше.
Сега ќе видите дека во школите децата работат на таков. Ама сето тоа ефектите веројатно треба да почекаме во некој Сето иден тоа период. да, ќе треба некое време да се смени генерацијата. Можеби една генерација да се смени, кое што ќе може тие ефекти да ги види. И другото ќе го кажам како проблем што се случува, тоа е одливот на населението, миграцијата на населението остана да речеме она критична маса кај што на критични умови во нашите мали рурални населени места ги напуштија местата. И останаа неколку само луѓе кои што да ја бараат оваа проблематика, и тоа е еден од проблемите кај граѓанското движење. За крај едно од најгорливите прашања, мислење ваше, бидејќи сте инженер за животна средина, во Истокот имаше многу протести поврзани со отворање на нови рудници. Да. И генерално често пати рудниците се споменуваат како еден од најголемите проблеми, загадувачи и слично. Од друга страна, раководството на рудниците убедуваат дека постојано сакаат да прават за заштита, дека се грижат за сето тоа. Како во иднина може да се избалансираат тие работи, бидејќи да, рудниците и отварањето на нови рудници носи развој, може би е и погодно за економијата, од друга страна се заштити животната средина. Има ли шанси Македонија да успее да го направи тој баланс? Тешко е прашањето, знам. Да, Но многу мислење тешко, и од стручен аспект. прашање и сме го дискутирале на многу дебати, да речеме, и високо е, постојано се говори за него, да. А е тема која што високо обстојува во медиумите, мислам и јавноста. И е важна, и некој тоа политичка конотација, некој да видиме што злоупотреба, да надвагне, дали економската придобивка од експлоатацијата на таквите минерални суровини или богатства на државата или заштитата на животната средина. Може би стината негде на среди, јас мислам дека државата, како што се минералните суровини, посебно тоа е национално богатство. И мислам дека не треба да се тргува со него и не треба да се дава на концесии, како што е моделот кај нас. Ако одлучиме нашата држава да има стратегија, дека ќе ги експлоатираме таквите ресурси, може треба државата да го собери кајмакот, а не другите. Како и да е, граѓанскиот активизам и преку вакви примери, вакви споделувања на мислења веројатно треба да одигра својата улога во подигање на свеста, но А од друга страна, да, повеќе институциите. Како институциите, и од друга страна е кој е приоритетот да го дефинирате институциите. Мислам, сега ќе видите, можеби сето тоа се претвори во некоја политика. Јас ќе ви кажам, нели, во Госпомната југоисточниот плански регион, кај што имаше 3-4 иницијативи, едната беше Кожув, другата беше поврзана со Воландо, третата е со Иловица кај Струмица. Сегде се направија референдуми се направија секаде. Референдумите скоро секаде беа успешни, освен во неколку места кај што политички имаше притисок да не бидат успешни. На општа радост на граѓанството дека да, конечно да докажат правда која што е поврзана користејќи го моделот на право на референдум, но потоа дојде ладен туш за нив кај што Уставниот суд ги поништи сите одлуки на референдумите. И тука ќе се спасне И граѓанскиот тука веќе граѓанскиот дух и вербата, не само вербата да речеме во законите, и вербата во институциите опаѓа. И не можете вие така да дојдете. Друга работа е самиот закон за минерални суровини. Беше донесено одлука 80 истражување за 80 концесии во Источна Македонија. Без да има јавна расправа за тоа, без да се праша стручната јавност. Не мора да ме прашат мене. Не сум јас важен. Меѓутоа има универзитетски професори, луѓе кои што животот го дале за тоа, биолози, па и рудари, да дадат нивно мислење. Пропустот на законите што ги дават концесиите, јавна расправа се организира дури откако се додели концесијата, тогаш може да правиме јавна расправа. И што правиме ние тогаш јавна расправа? На што? Очигледно дека површно го говориме, има потреба уште повеќе за граѓански активизам и вакви проекти како ово што ви благодарам за учеството во нашата емисија и мислам дека добија интересни податоци нашите гледачи во смисол на дебата од рамките на проектот Живот на средина, демократија и градење на капацитетите за Архуската конвенција во регионот Малеш Пијанец, финансиска помош од Европската унија, а во интерес на сите граѓани за подобрување на условите во кои што живееме. Бидејќи во светот се говори за право на чиста животна средина, ние уште се занимаваме со некои други работи. Ваквите проекти можеби ќе пренесуваат да се подобруваат и од тој план. Замислете ја врската на се она што е околу вас. Поврзаноста со водите, движењето на облаците, земјата под нозете, воздухот што го дишете. Се ова е наше обкружување. Една посебна рамнотежа составена од многу парчиња кои прават целина. Посебна рамнотежа
која доколку се наруши ќе се прекинат сите овие врски кои не одржуваат заедно со природата. Како да бидеме сигурни дека креаторите на одлуки действуваат во интерес на народот? И како можеме ние луѓето да си обезбедиме одржлива иднина? Многу едноставно. Сите ние имаме право на слободен пристап до информации. Имаме право да се вклучиме во донесувањето на одлуки, бидејќи само на тој начин подобриот пристап до правда за животната средина е загарантиран. Можеме да управуваме, да бидеме учесници на значајни промени и еднакви по демократските процеси. Архуската конвенција е најамбициозниот потфат во областа на животната средина, благодарение на кој повеќе од 20 години ни се дава правото на пристап до информации, подобра правда и вклучување во процесите на донесување одлуки. Овие права ни даваат моќ со која можеме да соработуваме за да живееме во чиста и здрава животна средина. Изборот е наш. Сегашните и идните генерации имаат право да живеат во поубав свет. Действувајќи на климатските промени, чувајќи ја нашата животна средина и промовирајќи мир и транспарентност, ние луѓето имаме моќ заеднички да ја креираме нашата иднина.